Добар ден, почитувани гледачи. Денеска е 8 август 2015 година и вие следите 362-та емисија на македонско издание. Јас сум продуцентот и водителот на оваа програма Победа Пискачева и ви благодарам што одлучивте во наредните 30 на минути да бидете заедно со нас. На самиот почеток нашата редовна порака. За да набавите возило со врвен квалитет по поволни финансиски услови, јавете се кај Дени на телефон 905-881-3900 и прашајте за спектакуларниот попуст за месец август, во кој сите оние кои ќе финансираат или ќе земат на лизинг одредени врсти на возила, ќе добијат додатни поволности. Освен Денис Пасоевиќ, кој е генерален менеджер, можете да ги побарате Бане Јокиć, финансиски менеджер, и Рада Вазиć, која е бизнис менеджер. Нова локација каде можете да ги добиете овие сите поволности е во Хај Парк на 3275 Dundas Street, West Торонто, со телефон 416-762-7537. Емисијава ја започнуваме со жалната вест за смртта на Џон Битов, сениор, кој почина на 30 јули годинава во Торонто. По повод неговата смрт ги пренесуваме соопштенијата за јавност што организациите Македонија 2025 и Обединетото македонска дијаспора ги објавија за медиумите. Македонија 2025. Македонците ширум светот тагуваат заради смртта на Џон Битов. Република Македонија со огромна тага ја известува македонската јавност за смртта на господинот Џон Луис Николас Лазо Битов, постариот на 30 јули 2015 во Торонто, Канада. Џон Битов беше канадски бизнисмен со македонско потекло. Тој беше роден во Торонто во 1928 од македонски родители Никола и Вана, кои потекнуваат од селото Габреш, поранешна Егијска Македонија и денес провинција на Западна Македонија во Грција. Растењето во семејство кое ги носело трагите од прогонството и голем број страдања внело во Џон Битов чувство на патриотство за Македонија и длабока љубов за македонскиот народ. Оваа љубов станала движечка сила која го натерала Џон да го посвети својот живот на неговите верувања и идеали за помагање на Македонија и македонците ширум светот. Неговата силна волја направила од него успешен бизнисмен. Започнал многу млад како помошник во месарницата на неговиот татко. Потоа го отворил својот прв ресторан кој прераснал во ланец ресторани и сето тоа понатаму довело до уште поуспешни предприемачки потфати, вклучувајќи го и создавањето на најголемата компанија за храна и кетеринг во Канада, која ги обслужувала најголемите стадиони, болници и аеродроми. Џон Битов, постариот, беше еден од најуспешните бизнисмени со македонско потекло во целиот свет. Покрај неговите успеси како бизнисмен, Џон Битов е еден од малкуте вистински македонски херои на денешницата. Тој веруваше во слободата, правдата и можноста македонците да ги уживаат основните човечки права во земите на Балканот. Донираше средства на многу организации кои се посветени на помагање на македонците кои од тоа имаат потреба. Многу цркви беа изградени благодарение на неговата поддршка, најнеодамна црквата на Пресвета Богородица во Кембридж и Свети Илија во Мисисага и двете во Канада. Џон Битов веруваше многу во значењето на образованието и се неговите заложби македонскиот јазик почна да се изучува на Универзитетот во Торонто. Господинот Битов има доделено многу стипендии за исклучителни студенти од македонско потекло во Северна Америка. Господинот Битов се оженил со неговата американско-македонка сопруга Доца во 1949 година. Тие биле заедно 67 години се до неговата смрт. Џон и Доца Битови го основаа канадско-македонското место во 1978 година, пензионерски дом за над 100 канаѓани со македонско потекло. Оваа институција ја организира една од најстарите македонски манифестации во Канада, македонскиот голф турнир, кој првпат се одржал во 1942 и се одржува еднаш годишно до ден денес. Џон и Доца беа длабоко погодени од судбината на децата бегалци од крајот на Втората светска војна. Двајцата имаа роднини помеѓу 30.000 македонски деца кои беа испратени
до земите на источно-европскиот блок, за да ги избегнат смртта и малтретирањето во нивните родни земи. Џон и Доца го организираа и го спонзорираа собира што се одржа во Скопје во 1984, на кој по долги години повторно се видоа децата бегалци и нивните семејства. Овој настан стана облежие до денешен ден во неговата историја на македонскиот народ и доведе до тоа уште многу македонци да се обединат со своите браќа, сестри, роднини и пријатели. Во 1921 година тој ја организираше и ја поддржа финансиски меѓународната кампања за признавање на Република Македонија како независна држава од страна на водечките светски сили. Тој се гордееше со тоа што Македонија ја стекна својата независност по мирен пат, без ниту еден испукан куршум во инаку крвавото распаѓање на поранешна Југославија. Господинот Битов ја зачна идејата дека диаспората на македонците треба да има организација што ќе ја водат професионалци, која ќе работи во полза на економскиот развој на Македонија. Ова резултираше со основањето на Македонија 2025 од страна неговиот син Џон Битов Џуниор, Мајк Зафировски и други видни членови на диаспората. Организацијата прерасна во најважниот состав на македонски професионалци од целиот свет кои помагаат Македонија да се подобрува и да напредува на економски план. Џон Битов со гордост ја исполнуваше улогата на почесен член на Македонија 2025. Неговиот сон од детството дека еден ден повторно ќе постои земја која ќе се вика Македонија се претвори во реалност. Придонесите кон ова достигнување и помошта за македонците се неговото наследство за генерациите и за ова тој ќе биде вечно запаметен. Џон Битов има добиено бројни награди и признанија. Нему му беше врачено највисокото граѓанско признание на Канада, канадскиот орден. Во Македонија тој беше почестен со највисокото признание за животно достигнување за неговата посветеност кон Македонија од страна на председателот на Републиката, неговата екселенција доктор Ѓорѓе Иванов, а тоа е медалот 8 септември. Џон Битов беше голем македонски родолюб и филантроп, која сакаше Македонија и со зборови и со дела. Тој даде пример за тоа како треба да се промовира вистината за Македонија и како треба да се негуваат македонското име, идентитетот и вредности. Во таа смисла тој беше уверен дека никој не може да ни ја одземе нашата собствена независна земја со слободите кои се заработени и името кое е избрано од страна на македонците. Речиси четврт век, Џон Битов упорно работеше за поддршката на развојот и за напредокот на Република Македонија како независна, суверена и демократска држава, како и за нејзината меѓународна афирмација, особено во односите со пријателска Канада. Затоа, кога прославувавме 20 години од независноста, ја имав честа во името на благодарните македонски граѓани да го одликувам господинот Џон Битов со орденот 8 септември. Многумина македонци се инспирирани од него и чекорат по неговите стапки, инвестирајќи во својата татковина. Република Македонија е горда што го имаше Џон Битов, која поддржуваше државата и ги застапуваше нашите интереси на глобално ниво. Тој започна процес на сплотување за повисоката цел и јас сум навистина почестен што лично го познавав, истакна председателот на Република Македонија, неговата екселенција доктор Ѓорѓе Иванов. За сите ваши потреби да купите ново или користено возило под поволни финансиски услови и технички да их одржувате, Дени или Рада од Nissan Willowdale ќе ви помогнат на наш јазик. 905-881-3900. Во продолжување на емисијава го пренесуваме соопштението на обединетата македонска диаспора по повод смртта на Џон Битов. Обединетата македонска диаспора со длабоко жалење прими веста за смртта на Џон Битов, сениор, еден од најголемите и највлијателните борци во модерната историја за прашања поврзани со Македонија и македонците. Борец за слобода и човекови права, визионер со храбро срце, господинот Битов беше еден од најголемите поддржувачи
и донатори на Обединетата македонска диаспора. Господинот Битов почина на 87 години во Торонто, Канада. Смртта на господин Битов означува крај за едно исклучително значено поглавје за историјата на македонската диаспора, изјави председателот на Обединетата македонска диаспора. Најголемата меѓународна организација што ги застапува интересите на македонците надвор од Македонија. Господин Методија Коловски. Тој беше човек со челична решителност и страст. Никогаш не се двоумеше, туку секогаш беше во првите редови да им помогне на нашата татковина во најбурните времиња. Коловски додаде ова е огромна загуба на ОМД за македонците воопшто, како и за многобројните академски, културни, економски, здравствени или религиски институции кои беа поддржувани благодарејќи на лидерството, филантропијата и патриотизмот на господинот Битов. А сега во проложение, почитувани гледачи, да го проследиме материјалот што македонско издание го сними за време на добивањето на наградата Lifetime Achievement, што му беше доделена од Обединетата македонска диаспора во 2010 година на господинот Битов во Торонто. As you probably are not aware, but the Macedonians were never permitted to speak their own language. Greeks always said they had to speak Greek, as they would prison them. And believe it or not, there was tongues cut out to set examples. So at the end of the last World War, the Partisan War in northern Greece, the Americans were coming in and bombing northern Greece at that time. And it gave Greece the opportunity to get rid of these Macedonian kids that were just born, the new generation as they were called, 5-year-olds, 3-year-olds, 8-year-olds, 4-year-olds, etc. And they loaded them up on trucks and they would drive them to the border, to the communist border of Yugoslavia or Bulgaria, and just drop them at the border. And then these children were taken by the communists from wherever point they were dropped off at the border to places either in Yugoslavia or Poland or Russia or Czechoslovakia or Romania and whatnot. So in 1984, when the Olympics were in Sarajevo, I decided with my wife to go to the Olympics. So with the full intent that we would try and visit these people I'm talking about, these refugees' children. So we contacted many of them through others and so forth. And I finally invited about 500 of them down to Skopje, Macedonia. A week later, of which I put them all up together, either at relatives' places or hotels, etc. and so forth. The saddest part would be that kids would get up on stage at the hotel that I had, and they'd say, "I'm John Bitto. Does anybody know where my sister is?" Somebody would holler, "I'm your sister." Anyways, so I decided then in '88 to invite all the refugees' children that I could to Macedonia, and I did. That was in '88. So we had approximately 20,000 show up from all over Australia, Germany, you name it, Canada, America. And the same thing happened. Kids would go up on stage, say, "I'm John Bitov. Is there any other Bitovs in the crowd?" And somebody would holler, "I'm a Bitov." This award really belongs to my wife and to my children
who have always thought first and foremost of their father. And I thank them very much, and I receive it on their behalf, and I'm honored to do so. Thank you, Mr. Vitov. I'd like to start off with a question. Born and raised in Canada, of Macedonian heritage, how did you get your passion for Macedonia? Tell us about it. First and foremost, my love and respect is for this beautiful country of Canada. Canada has given my family and everyone who has come to this country everything that one would want in life and the opportunities. But I grew up with a father and mother who had a real passion for Macedonia, who always told me why they had to leave Macedonia. And even though they never wanted to leave Macedonia, they had no other alternative but to look for a better life somewhere else. My dad always told me about the miseries of life in Macedonia, of the miseries from the Greeks, the miseries from the Serbs, the miseries from the Bulgarians, and the miseries from the Turks. And after listening to Dad and discussing the situation with him and Mother continuously all the time, they motivated me to the point where I felt I really had to do something for Macedonia. And so I've always wanted to try to give something and to help and assist my people's people from Macedonia. Can you share some, perhaps some situations, experiences during your childhood that made you get involved with the Macedonian cause? I guess some instances, some examples in the Canadian community. Well, I guess probably one thing that probably bothered me more than anything else when I was very young. My dad told me a story about an uncle of mine, my mother's brother, that in 1919, which was 9 years before I was born, the Greeks held a protest meeting at Masonic Temple on Davenport and Yonge, invited the Canadian and provincial politicians there to tell them that there was no such thing as a Macedonian that existed in the world. And my mother's brother, who was a leader of the Macedonian community in those days, jumped up on the stage and says, "Here is a free, breathtaking Macedonian. They are lying to you. There is Macedonians, and there will always be Macedonians." Thank you, Mr. Vitov. So you got involved with Macedonia from a young age, but let's sort of jump ahead. It's 1991. Macedonia gets its independence. How did you feel? What did you do, and why? Well, as soon as I heard that that was so, and they were declaring independence, I phoned a few of my friends in Macedonia and congratulated them and asked if there was in any way that I could get involved in assisting them. Within a matter of a day or two, President Grigorov called me and asked me if I would come over there. I asked Professor Andy Rosas and Tom Dimmoff to join me in going to Macedonia we met in Ohrid, to meet in Ohrid and discuss and see what we could do. I realized
that really they needed help. So I offered to help, of which was accepted. I came back to Canada. I immediately got on the phone and phoned some friends of mine. At the time, we hired the former Chief of Staff of Ronald Reagan, the former Chief of Staff of George Bush. We hired the public relation firm of the Kennedy family. We hired the former Chief of Staff of Brian Mulroney. We hired a couple of ambassadors to the United States, one from Canada and one from England, and some others, and we put a pretty strong team together. I then arranged for all of us to fly to Macedonia, to Skopje, to meet with Mr. Gligorov and some of the members of cabinet, of which at that point in time they discussed a plan and assisted in every way possible to open doors to assist the Macedonian government. So it was a desire, it was an ambition, it was something I wanted to do, and we did it. Some of the challenges that you faced in the beginning when you got involved, I mean, we saw the debate before between you and that professor from the Greek community. Tell us more. Oh, I received all kinds of threats, and I've never lived with threats. I live in a country that has good police forces. Luckily. The truth of the matter is that the Macedonian communities that have come from Macedonia, the people that have come from Macedonia and settled here in Canada and in the United States, are, I believe, the best citizens of Canada. I believe our people are loyal, and I believe that our people have accepted the way of life here, but will assist in their fatherland to whatever extent they possibly can. Thank you. Well, United Macedonian Diaspora, this organization that you have joined a few years back as a member, what do you feel is the key to our role in the community? Meto, I, from the bottom of my heart, would like to congratulate and thank you and your people. I think you people have just done an absolute amazing job. I know many, many other Macedonian organizations through my lifetime have tried and started, but really have never achieved what you people have achieved in such a short time. I compliment you, I congratulate you really on what you people have accomplished. Thank you, Mr. Bitov. That really means a lot. Thank you. Thank you. Now, for my last question, I think, which I think a lot of people would appreciate, is I would love to hear from you, and since you've been such a great leader for the Macedonian community worldwide, what is your vision for Macedonia? My vision for Macedonia is for the Macedonians to, first and foremost, respect each other. Fortunately, Macedonia today has a prime minister in Nikola Gruevski, of which I believe every Macedonian in Macedonia and wherever else should be proud of. I believe that this man is as honest as they come. I believe that he has the leadership, and I really do believe that Macedonia will progress for the future. But when you ask me what is my vision, I guess I would have to say that maybe I will not see the day, but the day that Macedonia becomes united, one country,
from all three parts is what I really want. За сите ваши потреби да купите ново или користено возило под поволни финансиски услови и технички да их одржувате дени или рада од Nissan Willowdale ќе ви помогнат на наш јазик 905-881-3900. Во денешнава емисија имаме неколку информации. За сите ваши прослави и одбележувања користите ги банкет салите во црквата Свети Климент Охридски во Торонто. За информации и резервации јавете се на 416-421-7451. Канадското македонско место во Торонто е пензионерски дом кој ви обезбедува угодно и хармонично живење. За повеќе информации побарете ја Златка на 416-755-9231. За професионално и поволно дизајнирање на вебсајтови побарете ги TJ Hosting на 647-547-3061. При самиот крај на емисијава повторно следува порака. За да набавите возило со веројан квалитет по поволни финансиски услови, јавете се кај Дени на телефон 905-881-3900 и прашајте за спектакуларниот попуст за месец август. Тоа е се, почитувани гледачи, што подготвивме за оваа емисија на македонско издание. Во името на сите нас што ја подготвуваме оваа програма, како и во името на сите наши гледачи, по повод смртта на Џон Битов, сениор, изразуваме длабоко сочувство до Доца Битов и до целата Битов фамилија.